Во првите 100 дена од работењето на пробиштипскиот градоначалник Драган Анастасов раздолжени се над 10 милиони денари од долгот кој го затекнал од над 160 милиони денари. Штедел на сите полиња, а парите за репрезентации му се 0 денари, со што исплатени се и 300.000 денари за ваучери граѓани кои ги добивале од општината. За прв пат во општина Пробиштип се обезбедени по 5.000 денари за секое новороденче. Средствата се скратени од контото за репрезентација кај градоначалникот. Исконтролирани се и завршени над 30 легализации кои со месеци биле чувани во фиока од неразбирливи причини. Обезбедени се 4 согласности и распишан оглас за доекипирање на противпожарната единица за прв пат после 20 години. Анастасов потенцира дека наскоро почнува и реконструкцијата на патот Пробиштип-Крупиште, со што жителите на неговата општина ќе се поврзат со новиот експресен пат Штип-Кочани и автопатот Штип-Миладиновци. Во соработка со владата на Република Македонија и Министерство за транспорт и врски, обезбедени се средства од 6 милиони евра за реконструкција на патниот правец Пробиштип-Крупиште, со кој ќе биде реализиран еден од клучните проекти во предизборната програма уште во првата година од мандатот. Во месец март следи тендерска постапка, а почетокот на градежните активности е предвиден за месец мај. Анастасов во својот отчет за 100 дена работа во општина Пробиштип потенцира дека во текот на наредните месеци ќе следат и низа донации во делот на образованието, а исто така ќе се реконструира и градинката во Злетово. Изготвена е техничка документација и обезбедени се 8 милиони денари за нова детска градинка во Калниште од Министерството за труд и социјална работа и политика. Во тек е подготовка на апликација за реконструкција на градинката во Злетово, а тоа значи промена на прозори, врати и кров, која ќе се аплицира до Јапонската амбасада, од каде се предвидени средства од 3 милиони 700 илјади денари. Општината во овој проект ќе вложи и собствени средства. Обезбедени се средства за промена на кровот на основното училиште Браќа Младеновци во вредност од 4 милиони 700 илјади денари од Министерство за образование и наука. Добиен е проект од Мировниот корпус за набавка на наставно надгледни средства во основното училиште Браќа Младеновци. Обезбедени се средства за реконструкција на санитарните јазли во основното училиште Никола Карев во вредност од 6 милиони денари од Министерство за образование и наука. Пробиштипскиот градоначалник Анастасов потенцира дека општина Пробиштип ќе добие најголемата донација во историјата. Станува збор за препумпна станица во селото Ратавица. Исто така деблокиране и продолжението со реализацијата на европскиот ИПА проект за реконструкција на Домот на културата. Според Пробиштипскиот градоначалник, во изминатиот период реализирани се и над 700 средби со граѓаните на општина Пробиштип.